Во новата епизода на Shortcut ќе гледате: пиши им, нова онлайн платформа преку која граѓаните можат да комуницираат со општинските советници. Интервју со Ева Цветковска, председателка на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Македонската Counter-Strike репрезентација стана европски шампион. Здраво на сите, ова се само дел од содржините за кои ќе зборуваме во најновата 45-та епизода на Вестите за млади. Останете со нас, јас сум Гоше, а ова е Shortcut. Овој летен распуст околу 23.000 средношколци ќе може да го користат јавниот превоз во Скопје бесплатно, одлучи Советот на град Скопје. Изминатите години бесплатниот билет важеше само за време на учебната година, а во текот на летниот распуст средношколците можеа да набават месечен билет по повластена цена од 600 денари за сите линии за еден месец. Со новата одлука веќе нема да се плаќа во јули и во август, односно средношколците ќе се возат бесплатно. На почетокот на април Сојузот на средношколци побара јавниот превоз да биде бесплатен за сите средношколци за време на целата година, за што добија гаранции од градоначалничката Данела Арсовска. Студентскиот културен центар во Скопје ќе биде простор каде студентите преку ден ќе можат да читаат, да работат и да организираат конференции, а навечер и да се забавуваат. Ова беше главниот проект на тековниот состав на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Просторот е во изградба и веќе од октомври ќе биде отворен за сите студенти. За овој културен центар, за другите заложби на студентското собрание на УКИМ, како и за актуелните предизвици и состојби на првиот и најголем универзитет во земјава, зборувавме со Ева Цветковска, втора председателка на УСС УКИМ. Во продолжение погледнете дел од интервјуто со Цветковска, во кое таа зборува и за мерките субвенциониран студентски оброк и покачени стипендии. Последната академска година Скопје добива студентски културен центар. Ова ќе биде простор каде што студентите ќе работат, ќе се дружат и ќе се забавуваат. Како ќе функционира овој простор и кога може да се очекува негово отворање? Ова ми е најсветлата точка искрено од мојот мандат и причината зашто воопшто се кандидирав да бидам председателка на УСС УКИМ. Просторот ќе функционира на начин што преку ден ќе биде слободен за студентите да доаѓаат, да пијат кафе, да се дружат, да читаат, да работат на проекти заедно. Понатака доколку има пример потреба од организирање на некаква студентска конференција или едукација или дискусија и дебата на некои релевантни теми, просторот ќе биде слободен за било кој студент да може да дојде и да ги организира овие ивенти. Додека во вечерниот дел ќе има културна програма, просторот ќе биде опремен на начин што ќе овозможи да се организираат свирки, забави, диџеј сетови, имаме паноа за изложби на уметнички дела, ќе биде приспособен и за одржување на представи или на проекции на филмови и така натака. Така што се надевам дека студентите ќе го искористат овој простор. Моментално има оформено тим на студенти кои што ќе бидат координатори на целото место, кои што ќе осмислуваат програмата на студентскиот културен центар, кој што се содржи претежно од студенти од уметничките факултети, затоа што нели они најдобро знаат. Генерално тоа би било тоа. Се надевам дека ова ќе биде едно збирно место каде што студентите ќе го осеќаат како свој, конечно после 2 години живење во пандемија и губење на чувството на дека сме студенти воопшто. Се надам дека овој простор ќе не обедини, ќе го врати тоа некако чувство, па ќе се прават журки едноставно, место во за журкање. Од годинава студентскиот буџет е збогатен со уште една нова мерка, како што спомена и ти, тоа е субвенционираниот студентски оброк. Односно секој студент согласно оваа мерка месечно во просек добива по 2400 денари, средства наменети за купување на еден здрав оброк во текот на денот. Дали колку би рекла дека овие средства се доволни за таа намена, особено сега во период на зголемена инфлација и цени на производите? Така, види 120 денари дневно за еден оброк во моменталните услови во кои што живееме се многу малку, особено ако институциите сакаат да не поттикнат да купиме здрав оброк. Со оглед на тоа дека една салата е минимум 250 до 300 денари, со 120 денари можеме да се купиме едно лиснато кое што нели според стандардите не е толку здраво, така што дефинитивно се надевам дека идните генерации ќе се борат за покачување на овој буџет.
МОН ги покачи стипендиите, па од оваа година покачени стипендии добиваат само дел од студентите, односно оние студенти кои што аплицирале првпат. Овие наметнати услови предизвика реакции кај студентите, а дополнително и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди индиректна дискриминација. Кој е ставот на УКИМ по ова прашање за покачените стипендии и дали нешто ќе се преземе за да стипендиите веќе од престојната академска година бидат изедначени за сите студенти подеднакво? Така, ние во моментот кога дознавме всушност за тоа што формулацијата на најавата беше напишана на начин кој што не можеш веднаш да дознаеш дека станува збор за стипендии кои што важат само за новата квота на студенти кои што ќе аплицираат. И веднаш кога дознавме, ние поднесовме барање за опфаќање на сите студенти во оваа мерка, но за жал во дадениот момент буџетот беше тој и немаше време за итен ребаланс на буџетот како би можело да бидат опфатени. Така што ние поднесовме барање за предвидување на доволно средства во буџетот за идната година да бидат опфатени сите студенти. Сега со оглед на тоа што нашиот мандат, односно мандатот на овој состав на УСС завршува, се надевам дека идната генерација на представници во УСС ќе ургира за веднаш да бидат опфатени сите студенти, за тоа што нема смисла. Целото интервју со Цветковска ќе можете да го погледнете викендов на нашите канали на Instagram, Facebook и YouTube, а ние продолжуваме со останатите содржини. Во Северна Македонија законот за прекин на бременоста е прилично либерален и демократски, а во однос на законската рамка за абортус стоиме најдобро во Западен Балкан и Источна Европа и подобри сме од некои земји членки на Европската Унија. Во Европа правото на прекин на бременоста постои во 39 земји, што ги исклучува Малта, Ватикан, Лихтенштајн, Андора и Полска, каде е регулирано со посебни рестрикции. Во земјава, законот за абортус од 2019 година ја воведува можноста за прекинување на бременоста до 9-та гестацијска недела со медикаментозен метод. Кај нас жената одлучува за сопственото репродуктивно право до истекување на 12-та гестацијска недела со нејзина писмена согласност. Ако таа е малолетна или е одземена деловната способност, абортус може да се изврши со писмена согласност од нејзиниот родител, односно старател. По истекот на 12-та гестацијска недела, бремената жена може да поднесе писмено барање во случај кога ќе се утврди дека бременоста представува опасност по животот или ќе доведе до тешко нарушување на здравјето на жената. Тоа се одредува ако има сознание дека детето ќе се роди со тешки телесни или душевни недостатоци или пак ако е во прашање кривично дело, силување, облјуба врз немокно лице, полов напад врз дете или родосквернавање. Девојките предничат во бројот на студенти на државните и приватните универзитети во земјава. Речиси 60% од запишаните студенти во изминатава академска година биле од женски пол. Вкупно 51.510 студенти се запишале на високите стручни школи и факултетите во Северна Македонија во академската 2021-2022 година, што представува зголемување за 1,2% во однос на академската 2020-2021 година. Најмногу студенти, 22.189, студираат на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Втор најпопуларен универзитет е Државниот универзитет во Тетово со 7.771 студент, по кој следува Универзитетот Гоце Делчев во Штип со 7.013 студенти. На УКЛО во Битола изминатава академска година имало 3.519 студенти, додека на Универзитетот Мајка Тереза студирале 1.295 студенти. Меѓу факултетите и годинава најброен е Финки, каде студираат 4.145 студенти. Втор по бројност е факултетот за медицински науки при Универзитетот во Тетово со 2.989 студенти, а блиску до оваа бројка студенти имали и медицинските факултети при УГД и при УКИМ. Покрај овие, меѓу најпопуларните факултети се и економскиот, филозофскиот, филолошкиот и правниот факултет при УКИМ. Фондацијата Метаморфозис разви онлайн платформа www.pishi.im со која граѓаните, вклучувајќи ги и младите, ќе може да комуницираат и разменуваат информации со избраните општински советници во локалните самоуправи каде што живеат. Преку платформата Pishi, секој советник може да биде лично контактиран од граѓаните за разни економски и здравствени прашања, социјални услуги и образование во општината, како и за работата на советот, јавните претпријатија и градоначалникот. Ова е одлична можност младите да покренуваат прашања за нивните барања и очекувања од општинските власти. Македонската Counter-Strike репрезентација стана европски шампион, освојувајќи ја титулата на европското првенство во играта Counter-Strike Global Offensive, откако во финалето го победи тимот на Украина со 2:1.
Победничкиот тим беше составен од Јане Апостоловски Ейткит, Дамјан Стоилковски Киксан, Павле Стојановски Стайлис, Александар Кјулуковски Цацанито и Даниел Глигоров Денуан. Последниот чекор до пласманот во финалето беше победата над соседна Србија. Нашата Counter-Strike репрезентација е најдобра и на светско ниво, а тоа го докажа лани откако ја победи Романија. Стигнавме до крајот на денешната емисија. Следете не на нашите профили на Instagram и TikTok и информирајте се директно на сајтот на meta.mk преку рубриката CTRLZ. Добре дојдени се сите коментари или забелешки. Пишете ни што мислите за условите за студирање во земјава, што можат општините и државата да направат повеќе за средношколците и студентите, како и за очекувањата за јавниот превоз, без разлика дали живеете во главниот град или на друго место. Чао, чао!